Господи Иисусе Христе, помилуй. Господи Иисусе Христе, помилуй. Господи Иисусе Христе, помилуй. Спаси не, Сине Божи, koji se preobrazi na гората, nas koji ti peme, алилуя. Гората Сион, коя возлюби и изгради светилището свое, како небото. Спаси не, Сине Божи, koji se preobrazi na гората, nas koji ti peme, алилуя. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині, и присно, и во веки веков. Амин. Единородни Сине и Слове Божи, безсмертен си, изволив и спасения нашего ради, воплотити ся от Святия Богородици, Приснодеви Марии. Пресвятая Богородице, спаси нас. Тебе, Господи. Премудрост просту, Господи, стратия Твоята светлина и Твоята истина да ме водати, да ме доведа во Твоята света гора. Си се Велик, премудрост. От второто соборно послание на светот апостол Петър ке се чита: Да внимаваме, браќа, зашто ја покажуваме силата и доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос, не преку измислени параболи, туку откако станавме очевидци на Неговото величие, од Он прими чест и слава од Бога Отцот, кога од велилепната слава му дојде ваков глас: ово е мојот возлюбен син, во кого е моето благоволение. И тој глас што дојде од небото, ние го чувме кога бевме со него на светата гора. от Евангелие според Матеј. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме, во на време Исус ги взе со себе Петра, Јакова и Јована, брат му, и ги изведе на висока планина сами и се преобрази пред нив, и лицето негово светне како сонце, а лишата му станаа бели како светлина. И ето им се јавја Мојсија и Илија кои разговараа со него. Тогаш Петар му одговори на Исуса и рече: Господи, добро ми е да бидеме овде. Ако сакаш да направиме тука 3 седници, една за тебе, една за Мојсија, една за Илија. Додека уште говореше, тој те ги засени. Светол облак и се чу глас од облакот кој велеше: ова е мојот возлюбен син, кој е според мојата волја, него послушајте го. И кога чуја тоа, учениците паднаа ничко и многу се уплашија. Но Исус му се приближи до пред нив и им рече: станете и не плашете се. А тие кога ги подигнаа очите, не видеа никого освен Исуса. И кога слегуваа од планината, Исус им заповеда и рече: никому не кажувајте што видовте, додека Синот човечки не воскресне од мртвите. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Постоянно се ги секуваш и устите векови. Амин. Високослемите полизнаш нам и пресветите това се помолиме. Господи, роден од Отецот пред сите векови, светлина од светлината, вистински Бог до вистинскиот Бог, роден, несоздаден, единосуштен на Отецот преку кого се станал, кој заради нас луѓето и за кој има крај, и во светиот Дух Господ кој дава живот, кој исходи од Отецот, кому заедно со Отецот и Сите од неа ситова крвта моја на новиот завет, која за вас е занозена, се пролива за простување на гревовите. Молиме за сите и да се Наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни во денес и прости ни долговите наши, како што и простеваме ние на нашите должници, и не го ведувај во искушение, туку избави од лукавиот.
Значи вика се преобразил Христос. Светите отци кажуваат дека тој воопшто не се преобразил, туку тие се преобразиле пред него. Што сака да каже? Дека почнале да го гледаат и духовниот свет, почнале да гледаат и како треба навистина човекот да биде. Христос дошол на земјата за да го врати во првобитната убавина човечкиот род. Која е таа првобитна убавина? Тогаш кога бил створен. Тоа значи дека заради гревот на Адам, првиот грев на Адам, човечката природа се променила, се извитоперила. Гревот е повредува нашата природа, ја повредува и природата околу нас, го повредува целото создание, заради тоа што гревот како акт е разрушителен. И Бог Отец, нели, гледајќи дека човечкиот род веќе не може да се избави од тоа, го испрати својот еднороден син, за да го преобрази, т.е. да го врати. Таму вика да ја воспостави старата убавина. Христос доаѓа да го врати човечкото достоинство на висина која му припаѓала. А таа висина на човекот што е создаден е до Бога. Никој створен, освен човекот, ја нема таа привилегија, доблест да седне до Бог. И сега кога доаѓа Христос, нели, меѓу учениците, тој ги зема тројцата ученици што му се најблиски и кои ќе можат да го примат тоа што ќе го видат, Петар, Јаков и Јован, и се преобразува пред нив. Светите отци кажуваат дека тој не се преобразил, туку едноставно тие го виделе каков што треба да биде. Нели? Како што требало да биде човекот. Да од ненормални, од неприродни да влеземе во нормални, во природна кондиција, природна состојба. Светол, да блеска, да е полн со светлина во себе и така натаму. Сакајќи да каже дека да одблескува од нас неговата светлина, неговата благот, неговата сила. Христос никош не се промени. Ниту отстапи од Света Тројица во еден момент, ниту промени својата природа, своите, како да кажам, својства на еднороден син. Никога што не го променил. Не се трансформирал, не се преобразил, туку напротив си остана едно ист, секогаш ист. И таму, и претходно, и е, и ќе биде, нели што викаат. Ние сме тие што треба да се преобразиме. Ние сме тие што треба да дозволиме да се врати старата убавина што ми била подготвена за нас. И сега, вториот момент во Евангелието е кога апостолите му викаат да направиме 3 шаторчиња. Седници е шаторчиња. 3 шаторчиња за вас и да се поседиме. Убаво ни е тука. Кога човекот ќе види работи кои се од типот на Бог, човекот заборава на земјата. Заборава на земните проблеми, работи, се прекинува да постои. Постои само Бог и човекот, ништо повеќе. Затоа вика, добро ни е тука, завршува човечкиот живот за нив. Нема веќе смисла ништо друго на земјата, туку има само смисла ово што го гледаат.